Во мија интервју разговараме со Александра Војнеска-Зикова, актуелната претседателка на Атлетската федерација на Македонија. Ви благодариме што прифативте да сте дел од ова интервју. Благодарам на поканата. Вие на чело на федерацијата дојдовте во 2019 година, а претходно бевте подпредседателка. Можете ли да ни направите некоја споредба за прогресот на федерацијата по вашето доаѓање? Ќе се потрудам да бидам објективна, затоа што субјективно ќе треба да одговорам на прашањето. Апсолутно се рачунам дека во изминатите колку се 5 до 6 години, навистина максимално не само јас како председател и сите оние луѓе кои што се инволвирани во самата работа на федерацијата, вклучувајќи го извршниот одбор, се потрудивме да ги поместиме летвиците, да поместиме сите она што нели како федерација можеме да го направиме, затоа што самата федерација има многу широк спектар на активности, не станува нормално првенствено огледало со спортистите, меѓутоа не станува збор само за спортистите, станува збор и за спортската дипломатија, станува збор за едукација на тренери, станува збор за промоција на самиот спорт во рамките на државата, соработка со општините, со локалните самоуправи, така да сметам дека навистина во години каде што имавме и ковид период, каде што имавме некој застој, генерален, глобален застој, не само во спортот, него генерално во општеството, успеавме максимално да извлечеме и да направиме сето она што беше во наш домен. Започнувањето на детската атлетика, зголемувањето на бројот на учесници, подигнувањето на самиот начин на организирање на националните првенства, соборувањето на државните рекорди, кои што секако се показател за тоа што се работи во една федерација, имплементирање на платформи и проекти кои што на некој начин не се наметнати од самата Европска и Светска федерација, сметам дека сето тоа делува за една поинаква слика за Атлетската федерација. Можам да кажам дека најголем успех за нас како федерација е влегување во структурите, во водичките структури на Европската федерација, ситуација која што никогаш претходно во годините на постоење на нашата федерација, тоа е повеќе од 75 години, се нема случено. Најпрво влегувањето мое како избран представник за Советот на Европската атлетска федерација, потоа и генералниот секретар Дејан Ангеловски и Ана Крстевска во Development Commission, која што е најбитна комисија понатаму за развој на еден спорт генерално во секоја една меѓународна институција. Комисијата за развој и за добро владење се едни кои што на некој начин ја креираат политиката во самите институции. Сметам дека сме во блиска непосредна комуникација со Европската асоциација, апсолутно дека сето она што се случува таму гледаме да го имплементираме кај нас, не во таква форма затоа што секоја држава си има посебен начин, систем на действување, посебни проблеми, не можеме нашите проблеми да ги споредиме со проблемите на другите држави, меѓутоа навистина се трудиме, секоја една можност да ја искористиме, се трудиме да направиме иновации во самиот спорт и она на крајот од денот што е најбитно да го зголемиме бројот на спортисти кои што не се инволвирани во атлетиката, покрај оние рекреативци кои што станаа многу актуелни во последно време и на некој начин ни го промовираат спортот, меѓутоа основата се спортистите кои што такмечат на стаза, основата ни се младинците кои што треба да го понесат товарот на идната репрезентација. И сметам дека тука сме на добар пат со самиот факт што сега имаме репрезентативци како Дарио Ивановски, како Дрита Ислами, како Андријана Попарсова, како Јован Стојовски, кои што навистина се созреани, кои што навистина се возрасни, меѓутоа имаме после тоа и една прекрасна друга генерација која што веќе руши рекорди на големо, која што веќе исполнува норми за европските младенски првенства и на која што навистина можеме да се ослониме во периодот што следува. Секако доколку правилно работиме со нив, доколку ги поддржуваме, инвестираме во нив, им подадеме рака, како што во суштина и треба да правиме, затоа што наша обврска се клубовите и спортистите, и верувам дека ќе продолжиме со ова темпо на действување. Тука сакам да се надоврзам и за влегувањето во Европската атлетска федерација и за подавањето рака. Ќе почнам од Европската атлетска федерација, бидејќи тоа ви даде доверба нели да во Скопје да се одржи конвенцијата за Европска атлетска асоциација и изборот на најдобри атлетичари на Европа. Дали можеби покрај ова може да се очекува и некоја поголема поддршка од Европската атлетска федерација кон нашата?
Да, убаво напомена, на некој начин излобирано од наша страна добивањето на конвенцијата и на Golden Tracks изборот на најдобри спортисти на Европа, голема привилегија за нас како држава, голема привилегија за нас како федерација. Многу често разговараме на таа тема и во рамките на самиот совет и во интерна комуникација со председателот на Европската и на Светската атлетска федерација Себастијан Кол. Во моментов е добро да, како што нели самото стартување наше беше со организација на конвенција, она што во моментов можеме да го организираме. Има и подруг тип на активности кои што вклучуваат нели конкретно работилници, едукација, форуми се во насока нели на изготвување на планови и работа со самата Европска и Светска федерација. Кога ќе се созреат услови, кога ќе се создадат услови, вклучувајќи тука и инфраструктурата, подигнувањето на нивото на резултатите на самата федерација, мислам дека и сум убедена дека полека ќе стигнеме до момент на добивање на некое си европско првенство за младенци, на некое европско првенство за крос кантри, некое си друго светско првенство каде што не во прв степен само стадионот, затоа што самата организација на големи надпревари има други услови, инфраструктура која што за жал ние во моментов ја немаме, а верувам дека наскоро ќе ја имаме, затоа што секако во разговори со министерот неколку пати е напоменато дека стазата на градскиот стадион е веќе со изминат сертификат, треба да се лиценцира, треба да се репарира, доволно е покрај таа стаза да се нели најде локација која што веќе имаме во соработка со армијата, тоа е војниот стадион за изградба на warm-up ареја каде што спортистите би можеле да се загреват, а сето тоа е во нели долгорочно гледано насока на создавање услови првенствено за нашите спортисти, а секундарно за апликации кои што можат да ни послужат за добивање на таков тип на превари. Во моментов можеби не сме биле спремни, меѓутоа еден голем исчекор е конвенцијата. Многу ме радува од причина што сум токму таму инволвирана. Имавме сега еден настан Европско првенство во крос кантри во Анталија, каде што бев делегат. Имав прилика да ги видам анонимните нели прашалници кои што после секој ден настан ги организира Европска и навистина бев пресреќена, која можам да кажам слободно над 95% укажуваа дека значи сме организирале настан кој што е вреден за паметење, дека не сме мала федерација, дека сме голема федерација, затоа што ние на некој начин можеби секогаш ја носиме таа фрустрација, ние доаѓаме од помала земја која што нели реално нема некој се спортски голем бекграунд, зборувам во спортот од каде што доаѓам, можеби не третираат на таков начин, меѓутоа сватив дека и луѓето од Европа сватат дека во суштина не имаме навистина човечки ресурси кои што соодветно можат да одговорат дури можеби од таа чиста од тој чист комплекс или фрустрација дека не можеме дури правиме дупло повеќе од некоја што е многу помоќна, финансиски постабилна и поразвиена земја од нас. Така да сите она што го организиравме и во Национална опера и балет за избор на спортист и сите оние работилници и форуми во насока на изготвување на стратегија на Европската атлетска федерација која што се одржа во хотел Хилтон, значи беа оценети со чиста десетка, така да време е да отидеме сега чекор напред. После конвенција и организирање на ваков настан, мислам дека слободно нели можеме да конкурираме и за подруг тип на настани, како што го напоменав. Крос надпревари, планинско трчање, тука ни е планината, имаме ние и други наши природни убавини кои што можеме да ги искористиме и верувам дека, не верувам, убедена сум дека и Светската и Европската атлетска федерација значи веќе ја стекнаа довербата во нас како организатори и мислам дека нели во иднина ќе имаме многу по-сериозен пристап према нас како федерација во одлуките за доделување на некои големи надпревари. Добро, а што се однесува до поддршката дома, еве веќе и министерот за спорт Борко Рисовски најави дека ќе има некои проекти за подобрување на инфраструктурата во атлетиката. Какви се вашите очекувања во овој дел? Сметам дека во моментов актуелно е градењето на стазата во Гевгелија, стаза со димензии кои што можеби не се соодветни за организирање на превари, меѓутоа доволна е за тренажен процес, мислам се има и во покрај Скопје, има во Куманово, има во Охрид, има во Илинден, сега во Гевгелија, има во Пробиштип. Целта е што
атлетиката да ја направиме што подостапна за клубовите. Значи за спортистите треба стаза, треба препони, треба стартен блок, нели има технички дисциплини, треба да облечат спортистите спринтерици кои што не може да ги користат на трева или не може да ги користат на асфалт. Сето тоа мислам дека е еден многу за мене еден многу добар старт, еден многу добар почеток. Ако успееме да допреме до локалните самоуправи, она што во суштина и се трудиме неколку години наназад, да во секое едно населено место, нели помало се изгради некој се тартан патека, па макар да таа била во форма и на нели патека за рекреативци, меѓутоа доволна за спортистите да можат да го изработат тренажниот процес, мислам дека ќе биде идеално. Генерално години наназад како главен хендикеп била инфраструктурата, иако во последно време можеби побројни ни се спортистите кои што повеќе трчаат средни долги патеки, кои што повеќе ги гледаме во парки на кеј отколку што ги гледаме на стадион, иако на сето тоа се земе градскиот стадион кој што на вистина, верувајте, ќе го споменам и председателот на Светска Себастијан кога нели дојде го гледа стадионот, вау, колку импресивно изгледа. На вистина немаме прекрасен стадион. Стадионот треба малку да се репарира, малку да се коригира за сето тоа да изгледа така како што треба да изгледа, да сето тоа како што напоменав, ако се направи една мала патека за загревање ворма пареја каде што спортистите би можеле нели кога би организирале големи надпревари, затоа што тоа е еден од условите за организација на голем надпревар, мислам дека и немаме што во моментов повеќе да бараме. Затоа што сепак тоа се терени, зборувам градењето на големи стадиони кои што понатаму треба да се одржуваат. Многу е полесно да го направите, многу е потешко да го одржите и верувам дека овој пристап и ние многу често го форсираме. Направивме да не заборавам во контекст на сето тоа еден прекрасен проект со општина Газибаба, со градоначалникот Бован Стевковски, со кој што почнавме во основните школи да ставаме стази атлетски патеки од 120 до 150 метра, сегмент за фрлачки дисциплини и сегмент за скокачки дисциплини, за скок во далечина и за троскок. И кога на децата од основните училишта, каде што во суштина треба да ни произлегуваат расадник на деца со основните училишта, немаме ни од каде да бараме од друго место, ќе имате можност да го развивате спортот кој што е генерално битен за развој на националниот спорт. Она што јас секогаш го потенцирам. Атлетиката е битна за развој на националниот спорт, затоа што секој спортист, секој дете најпрво треба да научи да трча, да скока, да биде експлозивен, така да работи техника, координација со препони, потоа слободно може да влезе во било кој спорт. Кај нас се случува обратно. Кај нас детето оди прво на фудбал, на кошарка, па после не знае да трча и на 12 години ќе го вратат во атлетика каде што треба да најде кондиционен тренер или некој да го коригира, а тоа се веќе автоматизирани движења кои што на вистина се тешко да се коригираат. Не случајно системите на развиените земји се така. Значи базичните спортови, посебно атлетиката, е влезена како посебен предмет во сите основни школи. Па од понатаму, нели, апсолутно дека тие деца не може само атлетика да тренираат, понатаму ќе си се нели дефинираат онаму каде што припаѓаат, онаму каде што повеќе сакаат, онаму каде што повеќе имаат афинитети, меѓутоа мораме да допреме до основните школи, мораме да допреме до локалната самоуправа како што напоменав, за да на некој начин успееме да ги извлечеме талентите од таму, успееме децава да ги научиме на основните движења, значи природните движења што им се, за понатаму да можат да бидат селектирани во секој еден спорт, затоа што сепак атлетиката како мултидисциплинарен спорт е основа за развој на сите спортови. Значи нема некој си конкретно не елемент, него е моторичка способност која што не се развива во атлетика, се развива во друг спорт. Така. Да, во сето ова меѓувреме вашите атлетичари не престанаа да се надпреваруваат на меѓународните надпревари. Дали и како тече рушењето на национални рекорди и постигнувањето на норми? И многу сум горда, особено сум горда што имаме млади талентирани спортисти. Тоа ми е посебно задоволство, затоа што сметам дека сите она навистина што успеале да го направат Дарио Ивановски, Дрита како што напоменав, Јован Стојовски, Адријана Попарсова, на вистина повлекло некоја си маса на деца, на луѓе кои што во нив гледале како идоли, па си ја пробале среќата во атлетиката и на вистина до негде успеале. Таа генерација, можам да речам,
за нас во атлетиката златна генерација затоа што толку рушење на рекорди во период, вклучувајќи го и ковид периодот во 2000-та, значи ние низ годините наназад сме немале. Самото освојување на медали од балканските првенства, самото исполнување на критериум за учество на европско и на светско првенство е показател дека ние повеќе не ја користиме валдкартата, дека ние имаме спортисти на вистина кои што може да бидат конкурентни со самиот факт на тоа што исполнуваат норма. Тоа е доволен показател какви се, нели, какви потенцијали имаат спортистите. И сметам дека на вистина сме на еден добар пат. Работиме интензивно, нели, на поддршката на сениорите, меѓутоа ние сме свесни дека нормално времето на сениорите полека, сите се над 27-8 години до 30-31, полека, нели, ќе истекува, таа генерација ќе треба да се заменува и ме радува што во таа генерација веќе се приклучуваат спортисти кои што имаат по 17-18 години, а на некој начин се конкурентни со резултати, нели, на некој начин ја што викам им дишат во врат на сениорите и можеме да очекуваме здрава и силна репрезентација од нив. Која што верувам ќе ги подобри постигнатите досегашни резултати. Апсолутно. Во врска со тоа што вие сте жена председателка на Атлетската федерација, каков е делот со родовата еднаквост во атлетиката? Јас ве знам за позитивен пример дека воопшто немате проблем со тоа, меѓутоа можете ли да ни доловите кои се триковите и како да ги мотивираме останатите федерации да го постигнат истото? Да, во однос на родовата еднаквост, на вистина мене ми е гордост кога сме пример не во Македонија, него кога сме пример во Европа, затоа што и во Европа јас бев прва жена председател. Значи во рамките, нели, на сите европски федерации бев прва жена председател и тоа беше секогаш прифатено како, нели, еден многу позитивен пример дека во моментот, нели, има Македонија, има жена председател, при тоа е млада, амбициозна, успешна и ден денес кога правиме, нели, кога имаме работилници, кога имаме форуми, секогаш, нели, се зборува на тема родова еднаквост, нели, како еден од панелистите ме викаат како рол модел за жена лидер. Не сум се доживувала никогаш така, мислам дека и нема да се доживувам затоа што за мене има само, нели, квалитетни луѓе без разлика, нели, дали е машко или женско, меѓутоа она што секогаш го на некој начин го потенцирам, го форсирам е инволвирањето на жените во самите структури, нели, на федерациите, не конкретно на федерациите, него на клубовите. Значи клубовите се тие кои што ги предлагаат членовите, дали било за собрание, дали бил член за извршен одбор, дали бил член за некоја комисија, дали бил член за некоја си тренерска комисија. Сето тоа произлегува од клубовите. Борбата на жените е на секоја ниво. Значи ние на ниво на председател и сега тука ние ќе работиме околу само таа проблематика. Основата почнува од клубовите, основата почнува од секојдневните активности. Значи јас сум била инволвирана и сум во атлетиката од моја 9 годишна возраст, најпрво како спортист, репрезентативец, потоа како тренер, член на извршен одбор, подпредседател, па председател, буквално изодени се сите скалела. Апсолутно не секогаш сум се согласувала со, нели, она што се случува во начинот на третирање на жената. Ние имаме еден напоменав на една заедничка дискусија во Панорамика, ние имаме еден проблем кој што не е проблем кој што не афектира само нас во нашата држава, тоа е генерален проблем. Значи, или менување на мајндсетот на машките или менување на мајндсетот на женските, затоа што е полесно ние да се смениме, затоа ние тргнуваме, затоа ние се охребруваме и затоа ние, нели, влегуваме во таа војна без притоа. Јас секогаш кога влегувам во некоја работа не влегувам од аспект на тоа, ама сега јас сум женско, дали ќе ме доживеат вака или онака. Сметам дека првенствено треба да бидат експертизите, елоквентноста, компетенциите што ги има, па понатаму фактот кој што треба да придонесе да една жена секогаш биде пред маж е, нели, самиот факт што се охрабрила да го направи сето тоа, и стојам на фактот дека жените на вистина се многу подобро организирани затоа што организираат секојдневие на едно семејство, трчаат на сите страни, успеваат да се судрат со голем број проблеми, на крајот од денот да ги решат и да ги затворат сите тие проблеми, и на вистина верувам дека во секој спорт, често пати го споменувам
го споменувам еден убав, идеше после тоа и на Reels, го имаше на Инстаграм, а го има видено на Олимпијада во Лондон, жените кои што спортуваат се добри лидери. И тоа е парола на едно мало девојченце кое што тренира гимнастика и по последните години го даваат како прогресира, во што се наоѓа, како води клуб и навистина тоа е една приказна која што е таква жена која што спортува, зборувам конкретно за нашата професија, жена која што е инволвирана во тој спортски процес, нема фрустрација. И е храбра, и е упорна, и сметам дека буквално согласно она што го напоменав транспарентно, жена која што е спортист знае да биде многу добар лидер и сметам дека тоа е на крајот од денот пак поврзано едно со друго и дека на правите места доаѓаат и треба да доаѓаат спортисти. Затоа што јас не сум дојдена од друг сектор правда или сектор економија, јас сум дојдена од сектор спорт. Јас сум ги осетила сите проблеми со кои што се судираат и спортистите, исто како што ти го правиш тоа во фудбалот, ги знаеш сите аномалии, го знаеш моментот на да можеби сум третирана вака или онака како жена, меѓутоа дали е тоа само твое субјективно мислење или тоа дали навистина е така и доколку е во твоја можност дали ти ќе го промениш, зависи само од тебе и зависи во некои ситуации од сите оние жени кои што се ставени во ситуација или да успеат, или да ретерираат и да се повлечат назад. Ќе се согласам целосно со ова излагање. Ќе ве прашам уште годинава традиционално повторно ќе ги доделите наградите за најдобрите атлетичари. Каква е ситуацијата, дали има промени, дали истите атлетичари остануваат прво наградени, дали сакате да ни откриете? Да, кај нас да, секако ќе ја откријам затоа што за среќа действувам во спорт каде што имаме бројки, имаме таблица од Светска атлетска федерација која што го вреднува секој резултат и значи врз основа на резултатот постигнат се добиваат одредени поени. И тоа е толку една чиста работа за разлика од кај вас кај во фудбалот кај што може да биде субјективно. Јас сметам дека е вака, ама јас мислам дека ама кај нас нема јас сакам или сметам. Едноставно тоа се бројки кои што ни ја олеснува работата, кои што ни го олеснува изборот. Секогаш сме транспарентни, тоа се работи кои што не може да се кријат. Во денешно време сите имаме пристап до интернет, сите имаме пристап до Светска атлетска федерација или до било која институција која што ни е потребна. Убедливо најдобри со резултати, па да речеме еве веќе традиционално, не знам и за 20 години наназад, најдобра спортистка ќе биде Дрита Ислами, зборувам во сениорска категорија, најдобро машко секако ќе биде Дарио Ивановски. Она што затоа кажав спортисти кои што оставија печат во изминатата деценија, значи не е тоа година или две, оставија голем печат, се надевам дека ќе успееме да ги задржиме уште некој период кај нас, самиот факт што веќе се возрастни, не знам, нивните планови во понатамошниот начин на действување за финансиски аспект, за кариера, за семејство, не им ги знам нивните планови, се надевам и правиме се што е во наш домен да ни останат тие тука. Да напоменам дека имаме уште 4 други категории: категорија на младенци, категорија на млади младенци, категорија на пионери и категорија на млади пионери. И вообичаено, значи, даваме награда за најдобар клуб и за животно дело. Категориите ги одредуваме врз основа на тоа какви национални првенства имаме за сите 5 категории, каде што бираме најдобри спортисти. Имаме национални првенства и нормално наша обврска е да ги прогласиме најдобрите во машка и женска категорија, токму во тие категории. Свесна сум дека сениорите се најатрактивни затоа што се најистакнати, најпромовирани, ги знаат и новинарите, ги знаат и јавноста, ги знаат и нашите спортисти од федерација. Така да се надевам дека ќе помине се во најдобар ред. 24 утре вторник во Трибека од 16 часот. Поканете се медиумите, поканете ќе бидете вие, се надевам дека ќе имаме една убава заедничка дружба и дека нашата соработка ќе продолжи за во иднина. Ви благодарам.